Американската компанија за производство на автомобилски делови Гентерм, лоцирана во Тирс, Прилеп, ќе отпушта работници поради осовременување на своето производство. Ова денеска го потврди заменик министерот за економија Маријан Ристевски. За сега нема официјална потврда за колку ќе се намали бројот на вработени во оваа компанија. Неофицијално се зборува дека ќе се отпуштат околу 400 лица, поради одлив на производството во Марокко и дел повторно негово враќање во Украина. Според Ристевски, се очекува ударот да го амортизира новиот погон на германската компанија ВИК, која што за околу 1 месец ќе го отвори исто во Тирс Прилеп, каде што веќе има свое производство. Наша цел интенција е како влада и понатаму да привлекуваме домашни и странски инвеститори, да изголемуваме инвестициите. Знаеме дека за помалку од месец дена ќе биде отворен и новиот погон на ВИК, така да голем дел и од оние кои останале поради новите технолошки процеси, новата линија во Гентерм, се надам дека ќе најдат и работно место во новоотворениот погон на ВИК. Неофицијално отпуштање на вработени ќе има и во конзорциумот Бехтел и Енка, кој што го гради автопатот Прилеп-Битола. Од оваа компанија писмено ни одговорија дека сите фактури од страна на владата биле платени, дека продолжуваат со работа, но нема ниту збор за тоа дали ќе испуштаат вработени. Тесно соработуваме со владата за да ги усогласиме градежните активности со моменталните национални приоритети. Ова вклучува прилагодување на нивоата на работна сила во различни фази од проектот за да се задоволат оперативните потреби. Проектот продолжува да постигнува добар напредок и ние остануваме посветени на партнерство со владата за да испорачаме автопатска инфраструктура што ја зајакнува поврзаноста, ја поддржува локалната вработеност и придонесува за економски раст, велат од Бехтел и Енка. И Ристевски вели дека владата не му должи ништо на конзорциумот за да има некакви отпуштања. Нема застој во плаќањето и не гледам причина зашто би биле отпуштани работници, како што се одвива динамиката на работењето, така ние ќе ги пратиме со финансиски средства. Што ќе се случува во иднина со работниците кои што ќе останат без работа во Прилепско, останува да покаже времето.